Нашиот Димитар Бабалков е утринава излезен во магливото Скопје. Прво беше на реката Вардар, да видиме рибарите како се справуваат во време на корона. Меѓутоа сега за една тема која што е многу актуелна, посебно на зима. Цевките кои што замрзнуваат, пукаат, кој потоа го плаќа тој финансиски надоместок, доколку ви се случи таква некоја неволја во домот и се разбира сите важни актуелни прашања. Димитар, повелете. Добро утро пред се, како вам во студиото, така и на гледачите на утринската насител. Ја сака Македонија од јавното предпријатие Водовод и канализација. Ниските температури веќе се карактеристични со овој период од годината, а неисолираните, односно добро неисолираните водоводни цевки во дворот, во домот, доведуваат до пукање на цевките поради замрзнување на водата, поради ниските температури, пукање на водомерите. Тоа предизвикува и материјална штета, но и штета во објектот, а тоа може да доведе и до поплава. Исто така, многу луѓе се одлучуваат во текот на зимата да ги остават славините отворени со цел да тече мал проток на вода, да не замрсне водата, но од друга страна тоа предизвикува големи загуби на питка вода. Како функционира сето тоа и како да си помогнат граѓаните, односно да ги изолираат водоводните цевки и водомерите и чив е трошокот доколку дојде до проблем? Овие информации ги дознаваме од првиот човек на сектор за наплата, господин Зоран. Добро ви утро. Доколку пукне водомерот, кој ќе плати целата штета, односно каде да се обратат граѓаните за да биде отстранет дефектот, дали кај вас во Водовод и канализација? Добро утро и вам. Ви посакувам. Би сакал да потенцирам во врска со вашето поставено прашање, значи водомерите се собственост на корисниците на нашите услуги. Секој настанат дефект, значи јавното предпријатие Водовод и канализација ќе го отстрани со наплата од корисникот. Доколку водомерот е постар од 5 години, тогаш сервисирањето, односно поправката на водомерот, оди на товар на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Тоа значи дека доколку е водомерот ставен во помал временски интервал од 5 години, дојде до замрзнување, тогаш трошокот е на корисникот. Така, значи трошокот ќе биде на товар на корисникот, меѓутоа ќе се наплати само поправката на водомерот. Не значи целосен водомер, туку само поправката на водомерот, која што во граници се движи околу 1500 денари самата поправка на водомерот. Температурите веќе и во раните утрински часови и во доцните вечерни пулсираат околу нулата, тоа доведува до замрзнување на водата, можеби уште не, но во наредниот период тоа ќе биде честа слика за жал во домовите и во деловните објекти. Како да си помогнат граѓаните? Дали е во ред да се оставаат славините, да тече мал проток на вода или од една страна се спречува замрзнување, но од друга се прават непотребни трошења на водата? Колку се зголемува потрошувачката на питка вода во зимските месеци? Значи, во случајов не доаѓа зимата, факт е дека сме на прагот на зимата, факт е дека сме на прагот на ладни ноќни температури, пад на температурите во ноќниот дел. Факт е дека граѓаните треба да ги заштитат своите водомери и својата инсталација. Доколку инсталацијата е комплетно направена, значи по сите стандарди, тогаш не би требало да има никакви проблеми со пад на температурите и дури под 15 степени, што ретко се случува во Скопје, да речам. Не би имало никаков проблем. Меѓутоа сега станува збор, знаете како со пуштањето на чешмите и ред работи не се решаваат. Работите само се зголемува потрошувачката и непотребно се врши потрошувачка на вода и се оптеретува само домашниот буџет на граѓаните. Што треба да превземат граѓаните во овој зимски период? Значи, треба да се исклучат комплетно чешмите, хидранчињата кои што се под дворовите. Значи, онаа инсталација која што не ја користат граѓаните, пожелно е и мора да се изврши исклучување на таа инсталација се до пролетните месеци кога ќе почнат со полевање. Значи, таа инсталација може да замрзне и да предизвика дополнителни штети, не само материјални, туку и финансиски штети по граѓаните со немерена количина на вода која што ќе удри по нивниот џеп. Во случајов, значи, треба да се изврши заштита на инсталацијата, да се изолира таа инсталација и тогаш граѓаните не би имали никаков проблем понатаму со потрошувачката, со прскањето на водоводната мрежа, со прскањето на водомерите и сите тие сегменти.
доколку некој од граѓаните се одлучи да направи добра изолација на водомерот, на цевките кои се до некаде на отворено, дали и таа услуга може да ја добие од вас, која е цената или сепак тоа останува индивидуално секој да го направи за да го заштити својот личен имот? Вака сега. Значи, водомерите кои што се сместени во водомерните шахти нема потреба од дополнителна изолација, бидејќи истите се монтирани на соодветна длабочина и нема потреба да се врши дополнителна изолација. Рековте на водоводна мрежа која што се наоѓа надвор. Јас и претходно потенцирав водоводната мрежа која што се наоѓа надвор, потребно е во зимските месеци да биде исклучена комплетно, значи анулирана, да не функционира таа мрежа. Тоа е наједноставното и најбезболното решение на проблемот, ме разбирате. Значи, со изолирање на надворешните цевки и чешми, само оставате проблем кој што утре или задутре ќе може да предизвика несакани дополнителни штети од финансов аспект, кој што ќе задира во джебот на граѓаните, не во джебот на јавното предпријатие водовод и канализација. Претходно ме прашавте дали во зимскиот период се зголемува потрошувачката на вода. Факт е дека во зимските месеци, значи посебно декември, јануари, знае и февруари, да имаме зголемена потрошувачка на вода. Токму од овие причини, од несакани настанати дефекти после водомерот, од прскање на несоодветно монтирани водомери, значи, и сето тоа предизвикува дополнително зголемување на потрошувачката на граѓаните. Сепак, нека го искористат овој совет кој што го даваме како јавно предпријатие со цел намалување на нивните штети и намалување на задирањето во нивниот джеп непотребно. За жал и покрај сите апели и совети кои секоја година и во текот на зимата и на почетокот на периодот кога се спуштаат дневните и ноќните температури под нулата и замрзнува водата, и годинава ќе биде и не така ретка појавата на луѓе кои во својот дом ќе ги оставаат славините да течат во текот на ноќта, ќе имаме голема потрошувачка на вода, а со тоа растат и цените. Дали во моментов доколку некој има поголема сума на наплата која треба да ја даде во јавното предпријатие водовод и канализација со цел да си ги подмири своите сметки поради потрошена количина на вода, тоа може да го направи одложено. Која е таа постапка, процедура, доколку некој досега не можел поради одредени причини да плаќа, сега финансиски е во некоја подобра кондиција, доаѓа кај вас, на кој начин може да го регулира сето тоа, накратко што му е потребно од документација? Значи, во континуитет ние имаме донесена одлука нашиот управен одбор за одложено плаќање на долговите кои што ги имаат граѓаните кон јавно предпријатие водовод и канализација Скопје. Во моментов, како општествено одговорно предпријатие, согледувајќи ја економско-социјалната состојба во државава, согледувајќи ја финансиската состојба на граѓаните, согледувајќи ги сите состојби, значи, кои што се случуваат кај нас, нашиот управен одбор донесе одлука за отплата на заостанатиот долг без камата. Значи, јавното предпријатие водовод и канализација уште еднашка мисли на граѓаните и излегува во пресрет на граѓаните, значи сите корисници кои што имаат неподмирени долгови од X причини, значи, може да се обратат во јавно предпријатие водовод и канализација, каде што во интервалот од 2.11 започна акцијата и ќе трае до 15.12, може да го намират својот долг без камата. Дополнително граѓаните кои што не се моќни веднаш да извршат плаќање во готово, значи ќе им се дозволи одложено плаќање. Во зависност од висината на долгот, одложеното плаќање може да оди до 24 месечни рати. За склучување на договори потребно е лицето да со себе носи документ за идентификација, се склучува договорот и самиот договор се заверува кај областен нотар и тука завршува постапката со плаќање на првата рата и корисникот кој што склучил договор на рата има обврска секој месец да изврши уплата на ратата која што следува, која што доспева за плаќање.
Ви благодарам на овие споделени информации, да се надеваме дека сите граѓани ќе се придржуваат до препораките и апелите на јавното предпријатие Водовод и канализација и со тоа и ќе се намалат и трошоците и потрошувачката на вода, а ќе биде и намален во минимум бројот на оние дефекти кои се карактеристични токму поради мрзнењето во зимскиот период. Ви благодарам. Да се надеваме, ви благодарам и вам. Почитувани гледачи на утринската носител, придржувајте се до сите тие препораки за тоа како да ја поминете зимата во удобство во вашиот дом без да ве боли глава, народски кажано, од сите овие проблеми. Маријан и Елена, доколку имате некое прашање, повелете. Димитар, јас имам конкретно прашање, еве кај мене во дворот, значи пред водомерот има една цевка која се гледа. Доколку дојде дефект на таа цевка, односно таа цевка пукне, чива е надлежноста, се разбира Водовод и канализација ќе го поправат дефектот, меѓутоа дали тоа ќе биде на собственикот или пак тоа е веќе надлежност на Водовод и канализација или еве да кажеме од каде почнува надлежноста на домакинот, на собственикот на куќата, објектот за да ги плаќа сметките за дефект, до каде е на Водовод и канализација. Имаме конкретен пример прашање од студио. Повелете. Пред водомерот во дворот кој е поставен од страна на јавното предпријатие Водовод и канализација има и цевка која се гледа доколку настане проблем на замрзнување, тогаш дали собственикот или јавното предпријатие Водовод и канализација ќе го сноси финансискиот терет на отстранување на тој дефект и докаде се надлежностите во однос на покривањето на трошоците за отстранување дефект на собственикот на објектот, докаде на јавното предпријатие. Значи, вака, јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, согласно законските нормативи, има одговорност за одржување на главната улична мрежа и приклучната цевка која што доаѓа до водомерната шахта, каде што е сместен главниот водомер на корисникот. Значи, приклучната цевка од уличната мрежа до водомерната шахта е натовар на јавното предпријатие Водовод и канализација. Кога станува збор за водомерите кои што ги имаат корисниците во становите или предстановите. Значи, тоа е веќе интерна водоводна мрежа, тоа е мрежа на корисниците на нашите услуги, затоа што главниот водомер се наоѓа во водомерната шахта пред колективната стамбена зграда и ингеренциите на јавното предпријатие Водовод и канализација завршуваат долу пред водомерната шахта. Целата ова инсталација, значи, после главниот водомер, до контролните водомери, вклучувајќи ги и контролните водомери, се натовар на корисниците на нашите услуги. Ви благодарам. Благодарам и вам. Колку ќе се почитуваат сите овие мерки и протоколи кога е во прашање одржувањето на водомерите и водоводната инсталација во домовите и деловните објекти, а може да настанат проблеми поради ниските температури, тоа ќе го знаеме напролет. Накратко, верувам дека ги доловивме сите клучни поенти и моменти за тоа како граѓаните да се справат со ниските температури кога е во прашање замрзнувањето на водоводната мрежа во нивниот простор. Димитар, ти благодарам секако и на тебе и на твојот соговорник за информациите добиени, особено што како што спомена и ти сега доаѓа нели зимата, ниските температури, треба да бидеме и максимално внимателни, но и одговорни да се обидеме да се заштитиме и ние, меѓутоа и да бидеме пред се внимателни да не дојдеме во ситуација да имаме и непотребни дополнителни трошоци, особено ако дојде до пукање нели на водоводните цевки.